Пијам добро кафе. Предобро. Цевките во тонот македонски. Добро вечер. Нетипичен термин, недела, 21:30. Нова Cyber команда на Infomax YouTube каналот. Инаку вчера се шегував на Facebook кога реков да почекаме уште некое министерство да не направат меѓу време за да може да коментираме. Бев спречен, имав обврски неодложни и не можев да ја снимам епизодата. Но, за да не останеме должни, народски кажано да не останеме покуси, да ја снимиме и оваа епизода, бидејќи со брзина на светлост се сменуваат оптимистичките нови ветришта, бранови, државата станува све подобро место за живење, па да не пропуштиме нешто да одбележиме. Дозволете да го тестирам ова изворедно кафе на Сара. Вкусот е ист како и изгледот, значи перфектен. Ќе пробам уште еднаш. Значи, ве држи оптимизмот. Морам да ви кажам, малку сум разочаран од дечкиве од Филхармонија. Имаше еден така прилично траурен статус објавено дека 99% од нив гласале за промена, односно за оптимистички се придружиле на Македонија повторно горда, Македонија повторно весела, повторно среќна, иднината во твоите раце. И сега овие им најавија директорот Влен. Па се буна таму не било нити тоа коректно, нити било очекувано. Они вложиле со својот глас во иднината. Малку до душа и шовинистички е тоа што викаат дека може и нема да знае ни македонски директорот или може нема да знае ништо ни за музиката. Ама побогу луѓе, што има тоа врска со генералниот правец на среќа и оптимизам кој што сега државата го зафати? Па вие добро знаете дека на билбордите пишуваше дека иднината е во вашите раци, вие си ја земавте иднината. Сега ова е иднината. И немојте сега да кукате со вакви, да не речам, националистички, шовинистички и слични ставови. Вие добро знаете дека Мицкој Гаши се коска. Второ, добро знаете дека они се дел од иднината. Добро знаете дека Гаши само со 2 пратеника е председател на собранието на Република Северна Македонија. Значи, се е тоа дел од едно милје. Сценариото се одвива пред ваши очи. Убаво ви кажавме дека може малку оптимизмот да е претеран, ама не слушавте. И сега, немојте да се жалите дека не чинеле работите или дека Влен ќе го водел министерството, односно Филхармонијата. Па да, добро кажав, не само едно министерство. Ќе води повеќе министерства, ќе има повеќе заменици, 300-400 директори. Значи, вака, сериозна е распределбата на колачот, да не речам на пленот од изборите. Станува збор за луѓе кои што долго време не беа на власт и сега се пуштени канџите да се закачи што повеќе од пленот, од месото, од тортата, ако сакате. И истите сега не бираат, верувајте, начин како да дојдат до што повеќе. И во таа брзаница, во тоа трчање, во таа
лудница што е сега на теренот. Верувајте дека филхармонија нити им е битна, нити ја сметаат као некој голем дел од пленот овие нашите. Бидејќи таму нема пари, култура. Шо култура? Шо со култура? Абе, културен човек си е културен човек, некултурен човек си е некултурен човек. Шо има преку филхармонија некој да стане културен? Ке си биде филхармонија тоа што е, ке си има таму оркестар, ке си има настани кои што никој не ги посетува, затворен круг, ајде да не речам елитистички, некој дошол, некој не дошол, некој не ни знае зградата кај е, се поправам, најголем дел од скопјани знаат зградата кај, ама никад не ја виделе внатре. Така што културата кај нас, нели, нашето оптимистичко општество, со иднината во наши раце, не е баш и некоја многу битна гранка од општеството или битен елемент, момент за животот да ни е поубав. Ние одиме и слушаме турбофолкови, тие Таировичи, Маировичи имаат по 10 пати, 50 пати, 100 пати повеќе публика, оној Аца Лукас, оној наркоманот од Север, имаат по 100 пати повеќе публика од, да речеме, видните македонски артисти или уметници кои што се дел од филхармонијата или кои што имаат солистички концерти со филхармонијата. Затоа велам, нега не се секираат многу од филхармонија, се чини дека таа се уклапа, вклопува во позитивниот бран на она што не е битно, се даде на влен, колку влен да мислат дека нешто земале. Сега тука има еден мал проблем, да го објасниме визави или во однос на овие муви се многу упорни, исто како левица. Не се тргаат. Значи, кога ќе запнат нешто, ама ќе дојдам до тоа. Значи, да го објасниме визави, да речеме, еден Талат Џафери. Не знам како ќе го поврзете вие Талат Џафери со Националната филхармонија, која што, by the way, би требало да се вика Македонска филхармонија, а не национална, или како и да ја прекрстиле. Овие Заев и неговата екипа, кои што беа кооперативни да исполнат 210% од Преспанскиот капитулантски договор. И сега бутате таму некој кој што они у тој коментар за филхармонијата добро се жалат, добро лоцирале, кој што може нема да знае македонски, ја велам 99% нема да знае македонски, а шо има и да знае, кој што 90% или 99% нема да има поема од музика, шо има он да знае за музика или за уметност? Он е од Влен или Влем, кој што ги викам јас, подсеќајќи ме на Станислав Лем, прочуениот писател на science fiction. Но за тоа, во друга прилика, не сме ние тука да едуцираме, ние сме тука да коментираме. Баш кај кој па сака ова општество да се едуцира? Дајте само турбо фолк и све ќе биде во ред. Сега, апропо Талат Џафери. Си го фати место на 27 април 2017 без доволен број на гласови, ама го фати. И 7 години го држеше местото без некаква посериозна обструкција. Од таму си отиде си стана премиер на техничка влада, направи значи 2 преседани. Прв преседан албанец за председател на собрание,
меѓу другото, надвори од закон затоа што немаше 61 глас, но нашиве никако да им текне да кажат, дајте да видиме записници кој гласал, што гласал, да се отвори една правна процедура. Меѓу другото, најавија нашиве дека ќе ги апсат овие од УЧК, па и оне УЧК. И оне дел од таа структура, ама некако сега за сега темпото е малку лабаво. И тоа беше првиот преседан, вториот преседан, нели, ПСЕО, тоа што го кажав пред години дека, и тоа го имате на мојот YouTube канал, отворете го, ќе видите кај во емисија кажувам дека Македонија ќе има албанец премиер, четврти албанец премиер, нели, после Албанија, Косово, Црна Гора, па и Македонија. И Македонија реално има колку е више, 150 дена или нешто слично албанец премиер. И се уште во овој момент е премиер. Но чудесно е и пратеник. Значи и премиер, и пратеник, и преседан за председател на собрание, и преседан за премиер. Значи се воспоставува пракса дека овие што се онеправдани, бидејќи така вика села во Македонија се случувало мајоризација врз албанците и нивна маргинализација. И у тој процес на маргинализација имате премиер албанец кој што е во исто време и пратеник, а тоа е недозволиво по закон, и имате од преседан претварање во пракса составање на гаши од победничката партија што ви даваше сигнали дека ќе ја враќа Македонија, оптимизмот дека треба да биде најако, дека Гордана е горда, дека сите сме горди, расположени, крај. И одеднаш овие маргинализираниве имаат пракса председател на собрание, која што пракса најверојатно ќе биде и втор премиер на техничка влада, нели ПСЕО. И сега во целиот овој циркус нашли овиот филхармонија да се бунат што ќе ми ставеле некој таму што немало да знае македонски и они биле чувари на македонската традиција. Кај бевте бе дечки да дигнете глас која го сменија од македонска филхармонија името? Што не искочивте на протести за името? Не за на државата. Вие сте господа. Не идете вие по селјачки протести. Него на вашата институција што многу си ја цените. Добро, се скаравте со националниот джез оркестар и ги избркавте од друга зграда. Ај, што правевте циркуси, ви имаше по медиуми, па и директорката ви ја сменија. Она, Кремер versus Кремер, комуњари против комуњари. Парче се направивте. И сега ви текнало за влем. Не бе, малку е. Малку е. Вие сте Македонија во мало. Таму има и од други националности музичари. И на вистина, ја пазете, за разлика, нетипично. Ја често идам во филхармонија и се знам со голем дел од вас. А и вие мене ме знаете. Значи, вие сте на вистина репрезентативен примерок за тоа како, гледајќи си го, овие мујове колевица, значи, како, гледајќи си го собствениот газ, да пропаднеш со стил. Тоа сте вие. Се извинувам, никога посебно не сакам да навредам, меѓутоа требаше да искочите, да се спротивставите, музичари кои ќе излезат или актери и така натаму, се крева голема врева во едно општество, да искочите кажете како бе менјање на македонска филхармонија името. Ама не се сеќам дека некој зуцна. Сега како влем? Така влем. Така. Знаевте да правите синдикални договори, да имате меѓу најголемите плати во културата, да бидете издвоени, значи за права знаевте да се здружите. Ама лични права. Приватни права. Истото требаше да го направите кога беше
во прашање институцијата и кога беше во прашање Македонија. И не само вие. И оние во археолошки музеј, и во музеот на ВМРО, и во МНТ, Македонски национален театар. Сите требаше да излезете на улица. Да кажете не. Вака не. Ама немаше никој. И тука ќе ви раскажам една случка што ми се случи. Не знам дали сум ја раскажал, може би во тешки муабети. Ајде, нека остане запаметена и во Cyber Команда. Пред една година дена одам во археолошки музеј. И кога ќе влезете, нели, преку мостот кај што се наредени фигурите на кралевите, претпоставам дека најголем дел од општеството не ни има влезено во музеот. Па ние сме по турбо фолкот, на нас не ни требаат музеи. Музеите се за странците, за туристите. Идам да влезам и нели како се поминува мостот, оној мост кај што се кралевите, кај што се извадени имињата, каде што повторувам до владеачката гарнитура, гаши, маши и слични, вратете ги имињата на кралевите. Тој што гледа статуа треба да знае која е на статуата, не се сите побогу едуцирани да знаат се, па и ја не ги знам сите. Вратете ја на втората фигура од лево, од почетокот од Хајдион, вратете го штитот на кралот, оној штит со 16 крако сонце. Фигурата ставија штитот, го тргна овие морониве претходни. И кога ќе влезете, ќе пројдете така, кога ќе влезете во археолошки, плаќате карта и од десно беше целава оваа поставка со антички монети. Но пазете, се што е пронајдено, беше изложено, тоа што е пронајдено на територијата на денешна Република Македонија. Нели овие нашиве така викаат Република Македонија, кои сака да ве манипулираат. Или оваа денешнава Северна Македонија на Заев од Преспанскиот капитулантски договор и на Никола Димитров. И идам јас, плаќам карта уредно и тргам на кај античката поставка. Нема. Вика, ќе се качите по скали, па налево, и ајде, вика, може нешто средуваат. По скалите проаѓам, 70% од археолошки музеј затворен, недостапен. Искачам назад им, викам, кај е поставката да ја видам, сакам античката поставка да ја покажам на луѓето. А не е достапна, ме вика. И тука, нели, согласно начинот на кој што функционирам, ја викам, ова е ненормално. Што го направили едни таму од страна седат и аплаудираат 3/4. Ја ги изигнорирав, отидов, го видов оној дел од левата страна сега, кога влегувате од централниот влез, кај што е саркофагот на Александар Македонски, што ни го дадоа турците, нели, као реплика. Сега се претпоставува дека неговиот саркофаг, според орнаментиката, она како е украсен, у 3D принтер е направен, по повод отворањето на археолошкиот музеј ни го подарија и е навистина прекрасен. И таму има, у таа сала има откриени артефакти, надгробни плочи од Македонија, исто од Република Македонија или северната на овие. И сега идам, гледам полека и ми врие, викам, што аплаудираат овие? Им се вратив. Викам, што аплаудирате, бе? Па така што им кажа на овие што е затворено. Викам, вие кои сте? Па тука вработени. Па на мене ли ми аплаудирате, викам, бе? Што не се побуните јавно? Што добивам со аплаузи јас? Ништо. Така, драги мои вработени во археолошкиот, во МНТ, во филхармонија и други, требаше да се побуните кога беше време. Ама за плати се буните редовно, а еден месец нека не ви дадат плата. Да видиме дали нема да искочите на улица. Ама за Македонија не. Па сега влем. Да, влем. Па чорба. Немојте да се жалите сега.
или зоон политикон, бидејќи вашата институција е политичка институција, во позитивната смисла на политиката. Секоја држава формира национален театар, национална опера и балет, филхармонија и така натаму. Белези на една држава се тие институции. Ако ги нема, најчесто не можеме да зборуваме за држава. Може да зборуваме за територија, за башибозук и така натаму. Но, кога ги има, они се највисок израз на посебноста на една нација, македонската нација, во која што се дел сите народи, ама е носител македонскиот народ. Бидејќи тој ја формираше оваа држава. 44-та со првото заседание на АСНОМ. А претходно гинеше во војни, во станија, за да дојде до тој АСНОМ. И зашто сте вие политичка институција? Затоа што кога ќе дојдете до тој врв на општеството, како национални устав, вие не сте оркестар мандолински у школа, основно или средно. Вие не сте во културен дом во Пехчево. Вие сте национална институција, највисока, нема повисока. Престиже да се свири во тие оркестри. Личен престиж. Ви гостуваат од цел свет врвни уметници, диригенти, певици, солисти. И не можете вие, не сте од тука. За плата протести, за националниот джез оркестар протести, ама за Македонија ќе си поќутиме, пошто платичка тече. Бајде е голема плата. И треба да ја имате. По мене треба и поголема плата да имате. Вие сте на тој врв. Меѓутоа, зоон политикон. Вие сте дел од политичката игра. И вие мора да ги креирате процесите. Од вас треба да се плашат гаќите да им се тресат политичарите, а не обратно. Вие создавате нешто. Музицирате, создавате совршена хармонија. Создавате нешто ново. Кај мене или кој дошол, создавате чувство на нешто повисоко, на контакт со Господ, на обриси на религија. И сите тоа го знаете. И сега влем. Немате се жалите за влем. Ајде да ве видам излезете на протести. Ако смеете. Не верувам. Ке ве седнат таму партиските активисти на Мицко, дивиде импера на некои ке ветат, на други ке се заканат, нема да смеете да писнете. Тоа е општата состојба. И во културните институции, и во другите сегменти на општеството, корупцијата е навлезена во најситни пори, а гледај си го собственото ГЗ е основно мото на преживување и уфрлување во високите текови на македонската политика и власт. И после немало држава. Немало. Мала дигресија, неделава се одржуваат се српски и се некакви собори. Немате после да биде некој да смета на обединување на српски територии на штета на Македонија. Чисто онака го нафрлам. Може малку да го елаборирам подетално со Мечка и Милош во тешки муабети. Но чисто онака да имаме ориентација. Не дека србите сакаат да не делат, него ако го делат Косово, албанците може да посакаат малку компензациичка во едно 70% од северна. Бидејќи нели она Тетово, Гостивар, Деваре застарено, сега ти е Куманово, Велес, Битола, Ресен, Охрид. Ако нема некоја апдейтирана нова карта на голема Албанија. И вие
Влем ке било у филхармонија. Абе, бидете среќни што не му текне на Гаши и на екипава да ја дигнат зградата, да ја однесат у Тетово, па таму да свирите. Или да ја направат некоја друга институција вашава зграда, вас да ја бутнат у некој дом културен или нешто слично. Океј. До сите музичари кои што се дел од овие оркестри, што ги спомнав, едно извинување за ова моје вакво обраќање. Со најголем дел од вас се знам лично и многу ве почитувам лично како уметници. За зовом политикон, не знам баш, но еве укажувам дека имате време пред себе да си ја заземете својата вистинска улога во општеството и да почнете да поставувате стандарди преку уметноста во политиката. Например, побарајте се врати Македонска филхармонија, бидејќи во статусите што ги објавувате се повикувате на традиција од 80 години или колку и да се години, дека тоа е темелен столб на македонската држава, препознатлив белег на државата од самото формирање и така натаму. Тогаш земете си го тоа што ви следува како право во своји раце и да ве видам со јасен политички став, не партиски. Не ви барам ја да идете у оваа или онаа партија. До душа бегајте од партии подалеку. Легло на корупција се. Имате политички став во однос на тоа што сакате да биде вашата институција. И молете Бога да не им го лупнат култура на Влем, па да имате и министер од Влем и директор у филхармонија од Влем. Молете Бога. Значи, уште еднаш, личниот респект до сите уметници кои што ве знам, а и некои што не ги знам, го препотенцирам. Но земете, разработете став како да си ги спасите институциите, како да им ги вратите имињата како што треба да бидат. Ја не викам да се расправате со Мицко, отидете, седнете и кажете му, вратете ни го името на институцијата. Па он имаше на билбордите секаде Македонија, и Гордана имаше секаде Македонија, и ете ја како млада невеста секој ден прима, еве од Охридско лето видов представници примила. Абе, побарајте си средба, она одвај чека да отидете. Ке сака да се слика, да објавува статуси. Ама циркулирате соопштение дека побаравте се врати името Македонска филхармонија. За да нешто се подобри во областа на културата и тие национални белези на кои што се повикувате, да ги преизразиме, да ги вратиме назад, така натаму. Океј. Втор дел од истата епизода, поради објективни причини, малку тука реорганизација. Не знам дали ви кажав, солунски атентатори, не случајно. Апропо филхармонија, во само 121 година разлика, гледате какви величини ние сме имале. И во што се претворивме во меѓувреме? Значи, пак ќе се оградам. Мојата почит кон уметничкиот опус и она што го произведувате како дела. Но сите вие сте Македонија. Сите вие сте или театар, или филхармонија, или опера, или и балет, или музеј, или било каква институција. И од вашиот интегритет зависи институцијата, зависи состојбата на нацијата, зависи иднината на уметноста, зависи државата и името. И тогаш кога ќе го земете ова сериозно и ќе се однесувате во однос на ова со интегритет, државата ќе има, а и вашите институции, поинаков третман. Инаку Влем, па Влем не е ништо различно од оној што беше колку неписмени сме имале министри, директори на установи. По не ти доаѓа да биде установата подобра,
Он ти доаѓа како партиска награда. Таму партија му кажале, ти што лепеше плакати или што делеше пари, или што тепаше луѓе по улица, награда ти е директор на Национална филхармонија. И он си вика, не ме награди мене или не избив во процесот на зреење, на врвот, преку филхармонија, него преку таму некоја влем. Или УЧК, исто ми се фаќа. Или СДС, или ВСМР, исто ми се фаќа. Ова ви е показ. И намерно го развив као теза во скоро цела една епизода. За девијациите во нашето друштво. Дека доаѓаат структури на власт кои што прво појма немаат кои институции, каква структура имаат и потреба за раководење. Но освојувајќи ја власта, сметаат дека стануваат господари на терен и дека може да прават што било. И можат само заради тоа што вработените молчат. Пак ќе ви го повторам. Divide et impera, старо римско правило. Подели ги по владе. Тоа ќе ви направат и во филхармонија, и во сите други институции. И ќе ве држат на нишан. Ќе ве гледаат лајкови дали ставате, дали коментирате, што правите. Морате се изборите со интегритет. Заради вас самите, заради институциите и заради Македонија. Сега се вратам пред крајот на епизодата на најновите настани во врска со политичкиот оптимизам за Македонија повторно твоја, Македонија повторно горда и така натаму, ама во применети во собранието. Ај што го ставија Гаши, како што го ставија, ете може сакаа да одглумат дека се демократи, албанофили или имаат чувство за интеграција, па и чувство за коалициско разбирање. Човекот го ставија ни крив ни должен со 2 пратеници председател на собрание, при 58 нивни, а се пофалија дека купиле до над 61. И окей. Нели, одамна сум рекол дека пратениците се роба или стока за тргување. И ајде го ставија. Окей. Меѓутоа, сега малку, Били Микрон ми е нагризан оптимизмот после промената на структурата на владата, нели, од 20 на 24 министерства. И имате циркулација на соопштенија од овие нивните пропагандисти, биејќи тоа не се ни медиуми ни новинари, него структури за перење на мозок. Остварено едно од првите ветувања. Што е остварено? Зборите во флоскулите за намалување на администрација, а зголемувате број на министерства. Па тоа се вика контрадикција in adjecto. Вие имате сервирано дека се остварило некакво ветување, а тоа не кореспондира со никаква реалност на структурата на ветувањето, дека ќе се намалува администрацијата. Сега злите јазици зборат дека посебно зона Министерство за финансии, и таму има финансии, за спорт, требало некакви лични апетити на некакви на идниот министер, додуша, да се запазат, бидејќи наводно сега злите јазици тоа го зборат, е малку да ја направам позата во стилот на идниот премиер. Моќно делува вака со прстите. Наводно имале некакви своји бизниси, па требало да се раздужуваат. Некакви заеднички фирми во странство. И она што ви се циркулира како остварување на ветување е уствари исполнување на лична амбиција на луѓе кои што се многу далеко од капацитет да бидат министри. Тоа ви стои во позадина. Ама сркајте.
сркајте. Малку ви е. Додуша, тоа е само почеток. Ова е само почеток на еден период во кој што ќе бидете бомбардирани со пропаганда, простаците и глупаците на микро, капиларно ниво ќе ви кажуваат ама да дадеме шанса, муабетите дека ќе ги апсат Дуи, завршија со тоа Дуи да му гласа за плюс 4 министерства, за остварување на лични амбиции. Па сега да прашам, Дуи она као КАП-15 која вика, а јаже да носиме сами или ќе ни дадете кога ќе не бесите? Или све беше заебанција? Или има уште една поинтересна варијанта, сега да ја кажам, да не беше ова генерална проба за промена на уставот и внесување на бугарите? Да не беше тоа? Ова беше Сајбер Команда. Се извинувам уште еднаш што е во недела, од објективни причини не може да ја снимам порано, но добро беше и да се почека да се види оптимизмот, какви димензии ќе зафати. Гледате ме редовно на Infomax YouTube каналот во 21:30 во сабота, освен оваа која што е во недела. Погледайте ги и другите. Посетете го мојот YouTube канал, таму дебатирам за историја, анализирам книги од поблиското и подалечното од наше минато, книги кои што се предмет на ваш интерес, книги за кои што горе-долу никој не зборува. И никош не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.